Па вака, значи, прво кога ќе се потсетам на сето она што го очекував, да не речам предвидував, нели очекував лично за 2018 година, и од оваа дистанца на веќе помината пола година можам да кажам дека сепак сум до негде благо разочаран, да не бидам нели целосно нешто разочаран, меѓутоа сум разочаран до негде заради многу работи кои што очекував дека ќе се сменат, ќе се направат. Меѓутоа мислам дека сепак сме далеку од тие промени кои што ги очекувавме. Дали реално очекувавме, дали заради ситуацијата во која што бевме тие долги години можда и нереално имавме нереални очекувања, не знам, не можам да одредам, меѓутоа сепак имавме очекувања кои што едноставно и тие кои што очекувавме од нив дека ќе бидат, ќе направат нешто, не излегува во пресред, значи ги префатија нашите барања, да речем, и очекувања на граѓанскиот сектор. И очекувавме нормално дека ќе се реализира. Тешки се промените, тоа е сигурно дека се тешки промените, поготово после настанат една тешка ситуација во која што бевме долги години, тешка ситуација во секој поглед, и тоа ги оправдувам до негде и новата власт ја оправдувам во смисла дека не идува на многу потешкоти. Меѓутоа мислам дека тие потешкоти можеа да ги решаваат на многу подруг начин. Еве да не одам на некои повисоки да речам делови, еве ќе почнам од себе, односно од својата околина, каде што мислам дека можеше многу повеќе да се направи, најмногу во делот на кадровските решенија, кои што факт е, не е тоа само лично моje мислење, гледаме не само по социјалните мрежи, едноставно има револт има кај граѓаните, затоа што очекувавме дека тие кои што едноставно најмногу беа соучесници во тој криминал кој што владееше, тие останаа на позиции, не се променија, и тоа е тоа што едноставно прави револт дека не е тоа што го очекувавме. Потоа, освен кадровските решенија, еве ако гледаме на надворешниот план што се случува, значи тука е многу интензивен. Веројатно се оправдани и сите тие очекувања кои што ги имаме дека би требало да се реши нешто, затоа што веруете, мислам дека од 90-та година, 27 години, да речем како завршив средно, истото е. Некако тапкаме во место, секогаш имаме некои оправдувања заради името, заради не знам, реформи кои што таман ќе стигнеме до негде, некој вика дека добро е, меѓутоа секогаш треба уште малку, и некако исто ми се случува. Иако некои сметаат дека овие реформи кои што ги очекуваме веќе, значи година дена, како на 1 јуни ќе се направи година дена како е формирана новата влада, некој ќе речи дека е краток период, меѓутоа мислам дека имаше простор, и има, се надевам дека еве набрзо ќе настанат некои промени, има простор за поголеми реформи. Една година помина, значи некои корекции не се направија кои што ги очекувавме, меѓутоа мислам дека секогаш има време за корекции, и 6 месеци, иако не личи краток простор, краток временски период, затоа што поминала година дена, меѓутоа мислам дека има. И не би требало да има оправдување од типот сега е лето, ќе фатат одмори или не знам што. Реформи се прават 24 сати, така да мислам дека има простор, значи само едно поголемо внимание да се обрне на тие битните реформи кои што ги очекувавме, и дека ќе има резултати.